Од 89 година почнавме да направиме во Леринско еден културен дом. Апликација за формирање на здружение на Дом на македонската култура беше дадена во 1990 година во Основниот суд во Лерин. Тоа беше една, да ви кажам, една трагедија. Ни каже дека тоа ќе биде во текот на следните 30 до 40 дена, помина тие дена, чекавме уште толку дена. Не одбија од сите судови во Грција, стигнавме до Врховниот суд. На крај стигна нашата апликација до Врховниот суд во Атина и оттаму пак беше одбиено. А после тоа отидовме во Страсбург, во Европски суд, таму не прифатија. Активистите се обидуваа дел од тие одлуките и така натаму да ги стават и во пракса. Помина многу години се до тоа да се направи, ради тоа што на секој степен во судовите во Грција се влечеше, да речеме, процесот до крајните дати што можеше тоа да се влечи. Accepting a linguistic minority does not necessarily mean that you accept an ethnic minority too. But that's something that most Greek journalists cannot understand or won't understand. Имаше едно друго такво друштво кое аплицираше за да се признае, Русалии се викаше, и тоа беше одбиено и таму луѓето се разочараа од почетокот и застана. Гледаме последните години се активираа некои луѓе, формираа некои партии, направи некои друштва и тие згаснае под притисок и асимилација на власта и на пошироко на државата. Ние не застанавме со нашиот дом на македонската култура, и продолживме целиот процес до крај, како што законски требаше да оди, и стигнавме до Страсбург. Дом за македонската култура, or state home of the Macedonian culture, is a very interesting example of exactly this kind of policy the Greek state has. It's a story about 15 years old now, and for 10 years, people, Macedonian members of the Macedonian minority, trying to preserve the cultural habits, the cultural, all cultural stuff that that exists in the region, created this organization, and they named it Home of the Macedonian Culture. They tried to officially recognize them for 10 years, and they were always rejected by court decision. Требаше да аплицираме уште еднаш, како што беше директивата, или наредбата од Европскиот суд, да аплицираме пак на првостепениот суд во Лерин. Тогаш веќе ни се јавија некои други проблеми, или како можеби вие не може да разберете колку е длабоко вкоренет национализмот во Грција и стравот од национализмот и од националистите, така да за долго време ние не можевме да најдеме адвокат кој ќе ја поднесе апликацијата до судот. Поднесоe барање во Леринско, пак во судот, и се одбиени за втор пат. Чисто статутот на тој дом беше еден статут земен од еден друг културен дом од Лерин и беше ист статут, без никакви измени, само измена имаше на луѓето кои беа апликанти. Тоа значи Грција не и почитува тие закони и тие пресуди што има од Европската унија, од Европскиот суд. And said, no, we are not going to recognize this cultural organization under this name, because this name may mean something different that you imply. So we are refusing to recognize it. And this is a very characteristic example of the policy that Greece is following towards this kind of cultural and linguistic diversity. This is not the only case, but it is the most characteristic because it's 15 years old. Ден денес сме на некои други процедури што помлади луѓе имат преземено. Уште еднаш, значи, судот во Лерин нема да ја спроведе одлуката на Европскиот суд. Тоа е нешто што во Европа до сега не е случено никогаш и нигде. Сите држави, сите судови, тие одлуки од Европскиот суд мора да ги почитуваат и да ги спроведат.
единствено во Грција тоа нешто може да се случи и така се случи. Ќе ни биде многу тешко ако немаме помош од меѓународните институции тоа да го побарат. Не да го спроведиме ние, туку тие да можат да помогнат, да речи штом има македонци и сака да зборуваат македонски, ќе треба да си го официјално да дојди тој јазик во школото, колку 1 саат месечно или годишно мора да влезе тоа. Тога само ќе може да и охрабриме луѓето да речат да, ќе си го научиме јазикот. За жал, постои и страв уште ден денес во Грција, како резултат, како што кажавме на почетокот на тој долг процес на не водење на правилна политика во Грција околу малцинските прашања, околу процесот кој за жал уште се продолжува во Грција за формирањето на една држава, нација, религија и така натака. Страв постои зашто беа тешки, многу тешки годините после граѓанската војна нарочито во Грција. Да не забравиме и тука дека Грција помина една фашистичка диктатура, така од 67 до 84 година, која остави длабоки траги меѓу народот, нарочито меѓу тие луѓе кои изразваат нешто различно во Грција. Процес долг, 1 век на асимилација и тоа тешко се надминува. Πώς εσύ μπορείς και εμείς δεν μπορούμε. Πολύ μεγαλύτερη δημοκρατία, έχουν όλοι δικαιώματα. Εδώ δεν έχουμε δικαιώματα, αυτή είναι η διαφορά. Δεν έχει δικαίωμα, δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε παπάδες, να μιλάνε η γλώσσα σου και να λειτουργάνε. Μέχρι απ' έξω από το σπίτι μας έχετε κάθε μέρα χωροφύλακας ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει τώρα. Τι λέτε τώρα, αυτή είναι η διαφορά. Новото време во Европа бара храброст, бара отвореност, бара веројатно нови лидери, нови пристапи и само на таков начин ние можеме да се приближиме едни кон други и да ги надминеме одредени анахронизми кои што се привлекуваат во денешно време. Сакам да бидам оптимиста дека во еден догледен период и во Егејска Македонија ќе ги видиме првите школи на македонски јазик. Веќе има радио во Лерин која емитува музика македонска. Пак во програмата за соработка или добрососедски односи на Балканот и во таа програма пуштаат и македонска музика. Значи полека некои работи се движат кон подобро, меѓутоа ја би сакал да тие водат многу побрзо. Меѓутоа, ќе нагласам, тоа е дел од едно големо, тешко наследство, една, да речем, несоодветна едукација. Во поединечни случаи имаме и случаи на тежок национализам и фанатизам, меѓутоа да се надеваме дека сето тоа ќе замине во историјата и дека она што го спомнав, дека европските критериуми и се она што е познато како позитивно решавање на вакви случаи во Европа ќе биде и овде. Верувам во нашата борба за остварување на нашите права, верувам дека ќе се вратиме многу од нас и нашите внуци и деца со себе ќе си понесат и весници, и телевизија, и радио, и се она што значи македонско.